Еве ме. Која е Ангела? Еве Ангела, оваа трезната. 6 месеци што не пие. Има моите еден пријател, мислам уште е жив, нема да го кажам името затоа што може би го познавате. Кога и да го сретневме, беше пијан и секогаш викаше ја 6 месеци не пијам. Ја денеска стварно 6 месеци не пијам и како што ви кажав, Данила ќе ми поставува некој апан со прашања и ќе морам да ги одговарам искрено затоа што прв пат ги слушам. Така да ако закитам помалку извинете. Ајде да не дадат пукање. Пред се Ангела, огромно браво за твојата борба, твојата истреност, карактер и се она што не сакајки го покажа во изминатите 6 месеци, кои што се не само 6 месеци, туку 180 последователни денови ден по ден. Твој избор, твој труд и твоја истреност. Првото прашање што ќе го поставам околу времето кога зависноста владееше со тебе, е кое е најсрамното нешто што ти се случило поради алкохолот, а денес можеш да зборуваш за него? Леле, оваа една сцена многу пати ми се врти у глава и веројатно затоа што баш веројатно затоа што е најсрамна. Не знам ни пред колку години беше. Бевме излезени со едни пријатели, пиевме што пиевме, после пиевме и шатови, значи некакви дали камикази, дали текили, не знам. И јас си отидов дома, меѓутоа го утнав спратот и почнав да отклучувам кај комшиите под нас. И бидејќи мислев дека мајка ми го оставила клучот од надрешната страна, не можам да влезам и не знам што се случувало, како и да е, за да си одам, не знам ни кај сум тргнала, едноставно сум заспала у лифт. И бидејќи комшиите се исплашиле дека некој сака да им обие, викнале полиција. И се сеќавам дека полиција ме разбуди во лифтот кај што бев заспана, па мајка ми доаѓаше да докаже со мојата лична карта дека уствари тука живеам, дека било грешка, дека ништо не сум сакала да крадам или да убивам. Таа е таа сцена што ми е најсрамна. Може имам и други, не знам. Ама оваа ми останала у глава и тоа уште нема освести, си продолжив да пијам после. Дали изгуби некого поради алкохолот и дали некогаш, барем во овие 6 месеци се обиде да го поправиш тоа? Многу. Многу луѓе изгубив. Затоа што имам незгодно пијанство. Јас сум супер и весела и сето тоа, меѓутоа кога ќе поминам некоја граница, знам да бидам многу дрска, безобразна, арогантна, кажувам работи што не треба, звонам по телефони, замарам луѓе и не знам, едноставно тие што ми беа блиски полека но сигурно поточна да се тргаат од мене затоа што се срамеа од мене и што е нормално и ја би се срамела од себе. И сега да не ги набројувам колку многу луѓе изгубив, меѓутоа многу луѓе изгубив и не верувам дека престанале да ме сакаат, меѓутоа едноставно престанаа да ме почитуваат. Дали сметаш дека некој страдал и кој најмногу страдал додека пиеш? Мајка ми. Има ли нешто што се уште не си простила? Не знам, види ова сега многу длабоко прашање. Секој ден наоѓаме работи за кои што некои нови за кои што треба да си простиме, меѓутоа тоа е долга работа на себе и сигурна сум дека има затоа што тие трауми низ годините кои што ни се трупаат се вадат една по една и за многу верувам дека се уште не знам и дека постојат, така да. Има ли некој ден во твоето минато што радо би го избришала за секогаш ако можеше да го избришеш? Види, мозокот функционира чудно, така да мислам дека поголемиот дел од работите кои што сум ги направила и биле срамни и за мене и за околината, не ги памтам, си ги избришал сам. Така да не можам да посеќам некој ден кој што би сакала да го избришам, затоа што верувам дека и тој ден ми донел некоја лекција или ме научил нешто. Која најголемата лага што си ја кажувала додека пиеш? Не сум пијаница, веројатно.
Да, не ми смета алкохолот, супер сум си забавна. Јас сум управо. Јас сум стално управо. Тоа е исто лага голема. Тоа сите ти се криви и стално најголемата лага е усвари што стално си мислиш дека имаш некоја причина да пиеш и се лажеш. Дали има ден или време, место, кога некогаш си се погледнала во огледало и не ја препознаваш жената што ја гледаш? Може би имало, ама со оглед на тоа дека ние се навикнуваме на такви какви што сме во моментот, немаме некои нагли промени, верувам дека сум требала таква да си бидам. Баш дебела, подуена, како жаба, со краставо лице и сето тоа што алкохолот и сите отрови кои што ги внесуваме ни прават на кожата, така да сум си викала небе има и бетар ваljda. Аз сум била, веројатно, сум личела на подвижен постер за како треба алкохоличар да изгледа. Дали никогаш ти недостига алкохолот? Да. Затоа и викаат дека еднаш зависник, цел живот зависник и таа некои си искушенија секогаш ќе постојат. Меѓутоа не ми недостига до тој степен да посегнам по него, барем не се уште. Меѓутоа знам дека целиот живот ќе треба да се борам со тоа, дури и да потклекнам некогаш. Верувам дека брзо ќе се освестам. Сепак поминати се години, повеќе сум созреана, повеќе работам на себе. И дека недостига, ама не недостига сега леле, ајде ми се пие. Не знам како да кажам сега ти недостига атмосферата некако недостига самиот алкохол, него атмосферата на тоа што кога сме пиеле сите било забавно, ама дај Боже да можев ја да прекинам кога треба, ја не можам да прекинам кога треба. Дали можеш да се сетиш? Тоа не ми недостига. Тоа ми недостига атмосферата на првите 3-4 пијачки што ќе ги испиеш, после не ми недостига. Дали мака можеш да се присетиш на последниот пат кога на вистина можеби ќе поттекнеш, односно посака да се напиеш, и што направи наместо да се напиеш? Мислам дека во овие 6 месеци само еднаш така ми дојде кога баш ми се пие пиво. И тоа пиво, иначе Што направи? Последниот период поише жестоко пиев затоа што пивото треба да испијам многу за да ме фати, ова жестоко на брзинка те сече. Ништо не направив, се дефокусирав. Дали не знам што направив, мислам дека буквално ми беше као окей, ми се пие пиво, не ми се пие пиво. Морам мозокот, значи се тоа до свеста и мораш да го контролираш мозокот, а не тој да те контролира тебе. И тоа е многу трпна работа. Во изминатиот период, што мислиш дека ти беше потешко? Да се откажеш од алкохолот или да се соочиш со себе без алкохол? Па тоа е некако да се научам на себе како ќе функционирам без алкохол. Веројатно тоа е потешко затоа што кога пиеш толку многу години, си креираш и самиот за себе една слика дека ти така треба да функционираш и дека ти си тој правиот ти кога си под дејство на алкохол и не постои друга ангела. И сега кога работите се сменија, многу е потешко да ја пронајдеш таа заклучената која што била сите овие години, па каква ќе биде. Едноставно мислиш дека ангела без алкохол уствари не е нешто баш ангела, а уствари е обратно. Така да двете работи во едно, меѓутоа јас да се навикнам сама на себе без алкохол ми беше многу чудно. Дали ќе бидам доволно интересна, дали ќе бидам доволно опуштена, дали ќе бидам доволно искрена, знаеш, не знам како. Ова е прилично искрен одговор од тебе, бидејќи конкретно јас секогаш сум те кажувала дека ангела кога не пие е 2 пати поинтересна и со многу поубава и по интелигентна смисла за хумор, и секако поинтересна, но нормално ти веројатно си сметала малце поинаку. Дали во периодот кога пиеше имаше намерно избегнуваше одредени луѓе што ти ја кажуваа вистината за тоа што го правише и знаеше потајно дека всушност се го прави? Да, ама тоа нивното го право ја го заклучував на друго место и викав дека не се право и дека ништо не знаат и многу нормално. Ако некој повеќе од 2-3 пати ми каже престани да пиеш или едноставно престанував да комуницирам. Затоа што значи ги избегнуваше таките ми го рушеа мирот, ми требаа луѓе околу мене кои што ми викаа леле ајде кога ќе пиеме.
Има ли нешто што никогаш не си го кажала јавно за твојата зависност, а денес чувствуваш дека е можеби ден да го споделиш? Или се уште не дошол таква тема? Што да кажам, па јас толку све имам кажано за својата зависност. Претходните видеа не знам што конкретно да кажам. За својата зависност. Значи сметаш дека Кога доста ќе ми- имаш поделено. Кога ќе ми дојде, ако ми дојде нешто, сигурно сум дека ќе го споделам, мака сега не ми доаѓа нешто. Утре би бил 181 ден откако не пиеш. Ако утре ти кажат дека можеш да испиеш само една чаша и никогаш повеќе да не станеш зависна, дали би испила баш таа чаша? Ако не станам зависна, Значи, можеш ти велам да испиеш една чаша и знаејќи дека никогаш повеќе нема да станеш зависна. Дали би ја испила таа чаша? би ја испила, па јас се борам со тоа да можам да се борам. Мислам, мојата цел беше и сакам, ама не може да можам да испијам 2-3 чаши и да престанам да пијам, ама таа една чаша секогаш води кон уште 100. Значи, твојата борба е најмногу со самоконтролата. Да, ама не може, не постои таа самоконтрола кај луѓе како мене, кои што имаат проблем со престанување. Значи, таа една чаша води кон втора, кон трета, кон десета. Значи, клучна е таа една чаша. И сега, ако знам дека можам да останам на таа една чаша или 2 или 3, дефинитивно. Зошто да не? Тие луѓе треба да пијат што знаат да се контролираат и да престанат после една или 2 чаши. Не треба да пијат тие како мене. Дали доби некаков подарок од трезвеноста? Дали нешто чувствуваш дека си придобила? Да, добив подарок, односно можноста да откријам квалитети кај себе кои што никогаш не сум знаела дека ги имам и да ми се врати мозокот да ми функционира 6 на сат и не знам, борбеноста, желбата, мотивот, сите тие позитивни квалитети кои што ми беа потиснати многу долго време. И да исчезне стравот и анксиозноста, тоа ми беше најголем проблем. Така да фала. Дали постои човек што се уште не ти верува дека на вистина си се променила? Сигурна сум и тоа не И како се носиш со тоа? Едноставно ги игнорирам, више ми се преку глава, затоа што луѓето не сваќаат дека ние ни сами не се познаваме и никогаш нема целосно да се познаваме, да се запознаеме. И нормално е тие кои што цел живот ме знаат каква сум била кога сум пиела и сме се дружеле у тие периоди, никогаш нема да веруваат дека сум се променила. А мене може и не сум променета, мислам можда и сум ствари цело време сум била ваква, алкохолот те прави да бидеш малце поразличен. И не знам кои се, сигурна сум дека се многу, затоа што тие што повеќето се и пријатели и роднини верувам и знам дека потајно посакуваат да кикснам за да си докажат сами на себе дека они се управа, а не јас. Ама јас нема да се откажам од таа работа на себе и да целам кон тоа да бидам подобра. Не викам дека ќе бидам најдобра, но секогаш ќе се трудам да бидам подобра од она што сум сега. Сега тие таквите не се кажуваат кои се, затоа што секогаш лажно тапшаат по рамо, ама они си се знаат, се надам. Поздрав. Ако предпоставиме дека реално си била повредувана од минатото, што сметаш дека те повредило повеќе? Алкохолот или луѓето што се откажале од тоа додека ти се бориш со него? Од тебе, се откажале од тебе додека ти се бориш со него. Сум повредена и дека се откажале, затоа што не се сметам за некој кој што направил екстремно зло и лошо на некого или по некого, за да до толку заслужам да ми се сврти грбот. Затоа што колку и ние да се правиме јаки, демек не знам какви агресивни и никакви да сме, тоа е на некој начин барање на помош, колку и да не е директен, значи индиректно барање на помош и подавање рака, така да со самото тоа што тие го свртеле грбот додека некој бил на дното, всушност е на некој начин
себичност затоа што сакале да се спасат самите од себе, макар и да тоа остават да се давиш и да се удавиш. Повредена сум, да, од тие што ми значат, од тие што не ми значат, нема ни зашто да ме повредуваат. Ама у животот мора да се научи да се прости и простувам. Лично искрено, дали денес се чувствуваш посилна отколку пред 180 дена? Како локомотива. Да, турбо инжекшн сум, дури некогаш малце си викам, дај вакво, нели цело време ми викаат доста престани што си волку хиперактивна, цело време сум уствари хиперактивна. И стално сакам да правам нешто ново, нешто да измислувам, имам овој проект, сакам да го направам, тоа никогаш и не е многу добро, затоа што не го даваш целото внимание и фокус на еден проект, него како се вика тоа, мултитаскинг правам. Ама таква сум сега, што да правам? Сега, па да се сменам од целост не можам, 180 степени, не. Го сметам тоа за некој вид на квалитет и се надевам дека една по една цел ќе си ги остварам сите ако се многу мојава глава. Дали човек или нешто друго најмногу ти помогна во овој период да истражиш? Кој е тоа? Јас, човек. Човек, да, јас, затоа што како што кажав, многу луѓе ми викаа престани да пиеш, ако не престанеш да пиеш, вака ќе направиме, ти не ќе се откажеме од тебе, ќе се не знам што, ќе се ова она. Ништо од тоа не палеше. Јас си терав по свое, се додека јас сама на себе не си кажав стоп. Така да, тука стварно себично те кажам дека јас ова е моја заслуга, лично моја. Благодарам на целата поддршка на тие што беа и тогаш и сега се покрај мене, но заслугата за престанување на пиење е само моја, затоа што јас никога не послушав тие кога ми кажаа. Се послушав сама. Дали зависноста никогаш ти беше изговор за работи што всушност си направила свесно? Па стално, секогаш е зависноста, тоест секогаш е нешто изговор. Дали изговор за нешто што си укнал, дали изговор за нешто, дали сакаш да вистинскиот проблем. Бегство од реалноста е тоа. Значи јас проблем кога сакам да решам, сакам да исчезне тој проблем, јас ќе се начукам мислејќи дека ќе исчезне, уствари станува поголем и поголем. И сите ние кои што сме зависници, уствари не сакаме да ја прифатиме оваа реалност која што ни е моментално, туку сакаме да избегаме од реалноста и така чекор по чекор стануваме зависни. А сега сите проблеми изгледаат толку многу решливи. Јас не знам како не сум сакала и не сум мислела дека не можам да ги решам тогаш, затоа што ме совладувал стравот, а сега немам страв и знам дека можам да ги решам. Какви и да се. Едно малку непријатно прашање, но дали никогаш си посакала да не се разбудиш следното утро? Не, ама не, затоа што мислам дека некој вика тоа е кукавички, за мене тоа треба многу да си храбар за да го направиш тој чекор. Јас се плашам од тоа дека сега ајде наеднаш ќе ме снема. Иако сум знаела да го злоупотребувам тоа кога е на пијано, и сега ќе видиш сега ќе се убијам. Тоа мислам дека скоро сите зависници го имаат кога имаат потреба за внимание. Веќе тоа никогаш не мислам дека би отишла до таму за да стигнам до моментот да не се разбудам, да го направам тоа, а да посакам, не. Не, си го сакам животот убав и тогаш си го сакав, мислам, само беше многу потежок. Кога би ја сретнала ангела од пред 180 дена, дали би ја прегрнала или би ја одбила шамарче? Не, веќе си се гушнам ја, зашто и таа ангела е дел од мене. И треба да ја гушнаш, тоа е така. Кога денес, прашав дали тогаш си се сакала кога ќе се погледнеш во огледало, а кога денес ќе се погледнеш во огледало, што и кажуваш на жената што ја гледаш? Продолжи дали. Што и да ја кажам, кој е најубав на светот, ја прашувам и она ми вика ти. Како во една реченица би го опишала пеколот на зависноста? Тоа е еден вртлок од
стравови и неизлезна ситуација во која што постојано сакаш да испливаш, меѓутоа само повеќе и повеќе одиш длабоко надоле. Не знам како е. Дали има и кој, ако го има, најголемиот мит за зависниците, што сакаш да го срушиш со својата борба? Дали сметаш Дека има не е мит, него знаеш, луѓето не сакаат да дадат втора шанса или трета шанса, или 100-та шанса нека е на луѓето зависници, не толку од алкохол, колку да речеме од дрога, бегаат од нив, се плашат од нив, не сваќаат дека во сите зависници седи едно мало стуткано кревко дете на кое што треба да му се подаде рака, затоа што со тоа самото тоа што вие го одбивате, само го враќате кон зависноста. И го убивате полека. Дали денес имаш храброст да им се јавиш на сите што сметаш дека си ги повредила, а ако немаш, што е тоа што те На спречува? прочка, ај сега, не сум ја по тие што се лигават. Сум се лигавала кога сум била пијана, тогаш да ми да мјаукам и да плачам и да пцујам и да све, ама вака не. Значи јас сум човек кој што ретко кажува те сакам, дури и на мајка ми. Ретко кажува извини, ама не знам, имам нешто круто во себе, ама длабоко внатре сум многу емотивна. Значи, ете исто како да сум им се јавила. Дали има некој што не дочека да те види ваква трезна, насмеана, позитивна, енергична и сладка? Што го знам, баба ми и дедови сега си замина пенјат пред 2 години. Меѓутоа, само еднаш имам дозволено они да ме видат во најлошо пијано издание. Така да не можам да кажам сега, еве јас таква и таква бев пред нив, па сега да ме видат ваква. Јас со суштина секогаш сум била ваква пред нив. Они ме знаат ваква. И што знам, ете, не дочекале да видат колку ќе бидам успешна, а за ова со непиењево, тоа ми е криво, ама тука се они. Дали носиш сега некој страв во себе од сето она што се случувало? Дали се уште носиш страв во себе? Стравот е една од работите со кои што според мене дури и се раѓаме. Мислам, ако видите страв од потпора, односно страв од тоа да пропаднеме, дури и бебињата го имаат, ако сте приметиле, кога му е страв да ја спушти главата целосно, па вака ќе ја здрви ако треба, затоа што не знае дали ќе има нешто што ќе му се потпре главчето. Така да и тој страв можеме да го сведеме на минимум, меѓутоа никогаш нема да исчезне. И секогаш кај мене ќе постои страв од неуспехи, од пат и од киксови. Ама тоа не значи дека треба да се откажеме. Значи стравот сведен на минимум против мотивацијата сведена на максимум, но и стравов ќе изгуби. Многу е важно тоа што веќе не ми е страв и не ми е сам од никакви осуди и никакви злонамерни коментари и работи кои што порано ме повредувале, сега ме повредуваат многу помалку, не дека сум индиферентна на се живо. Дали изгуби нешто консумирајќи алкохол? Клучеви стално си губев мобилен. Тоа нешто што е важно за тебе. Ја го изгубив достоинството. Ја изгубив почитта од луѓето, а тоа е нешто што е многу тешко да се врати. И затоа макотрпно мора да се работи и се надевам дека со тек на време ќе си го вратам достоинството, образот и почитта од другите. И довербата. Довербата исто така многу ја изгубив од другите. Бидејќи наведе повеќе работи, во следно прашање паѓа во вода, меѓутоа
ако можеш да издвоиш една од сите нив, ако зависноста можеше да ти врати само една работа што ти е одзела, што би избрала? Физичка или психичка? Физички не може да ти врати ништо, но зборуваме. И нема што да ти враќа физички, освен што подобро изгледаш. Вербата. Што изгубив? Луѓето престанаа да веруваат мене. До вербата. Не до вербата, вербата во тоа дека можам, дека можам повеќе од ова што сум. Затоа што како да ме прифатија и како да ме прифатија дека треба да бидам таму доле и тоа е тоа, значи готово. Заврши. Не веруваше никој дека можеби можам да се вратам у колосек. Уште не веруваат, затоа се надевам дека тоа би можела, ако сакате да верувате. Ова, знаете кога кажувам нешто као демек смешно, тоа значи дека нешто ми е тешко и тоа е мојот најголем одбранбен механизам. Ако денес јас ти кажам, ајде да само една чашка, што би помислила, што чувствуваш во тој момент? Што чувствувам? Не дека сме немале прилика, многу пати еве од кога си дојдена и особено јас кога сум била сама, не дека немам прилика, тука ми е тој дилерот у комши на 10 минути пешки кој што ми продаваше алкохол. Едноставно не. Поголем проблем ќе биде кога се вратам во Македонија. Тоа е стравот со кој што се соочувам, затоа што Македонија постои традиција и култура, дел од секојдневието ни е тоа пиење. Таму ќе ми биде, верувам, дека многу потешко него тука, ама па важно најтешкиот период на борба го. Но таму па затоа ќе имаш многу луѓе кои ќе видат. Ќе јадеме пржени лепчиња таму поише. Ангела, како би сакала да те паметат луѓето? Нормално, не како жена што била зависник, туку како? Нека ме памтат и како жена што била зависник. Знаеш, тоа е голема победа да си, а да не си. Мислам, зависник не, ќе бидеш, меѓутоа, ете, си бил зависник, сакам да ме памтат како некој што оставил нешто позади себе за сите. Стварно звучи многу глупаво и некој ќе се рече, леле, не се занесувај, жити све, докај ти е черката до таму пушти си ги нозете, ама јас навистина мислам дека ќе направам нешто големо за Македонија. Сега, не зборувам ајде ќе бидам председател или премиер, ама мислам дека луѓето ќе ме препознаваат по нешто добро. Се уште не знам за што конкретно станува збор, само по себе ќе си доаѓа, секој ден се будам со некоја нова идеја, секој ден ме прави среќна нешто што мислам дека можам да го направам. Стварно сакам да помогнам на многу луѓе и тоа помагање пак е на некој начин себично, затоа што прави да се чувствувам и јас како победник, ама ете, барем има обострана победа. Нека ме памтат по работите кои што ќе ги направам за луѓето и за својата земја. И за својата земја, да. Ти си родена за големи работи. Вака сега од мене отприлика беа тоа спремените прашања и искрено се надевам дека прашалников и твојот одговаралник ќе допре до некого на кого токму денес му треба охрабрување да го направи првиот чекор за откажување од одредена зависност. Ако успее да му помогне барем на еден, си го спасила светот. Светот се апати. Македонија не ја спаси. Па, тоа е позната реченица. Да. Барем еден сум успеала во таа некоја наречена мисија, доколку и допред до еден човек маветот. Затоа што, видете, можеби вие лично не сте зависници, јас гарантирам дека имате некој кој што го познавате во вашата околина, близок или подалечен, кој што е зависник, иако не признава, иако вие мислите дека не е зависник, затоа што кај нас дефиниција за зависник е само оној кој што пие од сабајле за да, нели, хроничен алкохоличар кој што се тресе за алкохол, а не е тоа зависник. Зависници се и оние кои што пијат секој ден у кафана, иако не се прават лешови како мене. Ти благодарам, Ангела. Сакам да кажам уште нешто друго, значи за крај еве. Секоја зависност е некој вид на искушение кое што ни помага да се откриеме што повеќе самите кои сме. Пробајте
да го најдете другиот во себе, затоа што е подобар. Искушенијата се сопки, ама или се учители. Гледајте го алкохолот како нешто што ви прави сопки во животот и ги спречува вашите капацитети и квалитети да дојдат до израз. Се надевам дека стварно ќе допре до некого видеово и дека ќе речете, еве, сами на себе, вие другите не се мешајте, ништо нема да постигнете, сами на себе ќе си речете, ајде да пробам. Јас пробав, да видиме до кај ќе терам. Чао.